Во тој контекст беше и мојата забелешка. Значи, не може да има различни аршини. Јас верувам дека има потреба да се асфалтира ова улица во Чаир. Апсолутно. Апсолутно. И да бев член, ќе го поддржав колегата Реджал Исмаили. Но да има ист аршин. Зошто вие сметате дека луѓето што се од Мислешевски пат немаат потреба да им се асфалтираат улиците? Така е. Има потреба да се асфалтираат улиците. Ама мене министерката ми рече, извините, ма тоа не е во рамките на ребалансот на буџетот. Не може да се најди ставка од каде што таа ќе релоцира средства за да ми овозможи асфалтирање на улиците во Мислешевски пат. Како најде сега средства за релокација? Значи, какви се тие потези? Храбри потези, навистина храбри потези. Значи, не може тоа така. Значи, ако си има различни аршини, бидејќи доаѓаат од иста политичка партија, во ред. И во право сте, може би треба навистина да со господинот Реджал Исмаили да ги поднесуваме сите амандмани за да може заменик министерката да ни ги прифаќа. Ама не е во ред тоа така. Па не е во ред. И господине Митрески, мислам и вие што дофрлувате сега од таму. Значи, вие сте за Мислешевски пат да се... Задржите се на контрреплика. Па вие треба да го задржите дигнитетот, а не јас. Значи, гледате дека има префрлување, а ние треба да го држиме дигнитетот. Па стварно треба да има некој ред. Па од исто место доаѓаме, да треба да се поддржуваме кога се работи за граѓаните од струга. Па не е во ред да се дофрлува кога имаме дискусија. Ајде да бидеме внимателни, да ја сослушаме колешките. Дали завршите?